Малите општини имаат проблеми при носење на урбанистички планови. Сложените постапки и обемните документации се само дел од нив. Друг проблем е финансиската преоптовареност на голем дел од општините, па со години не можат да донесат нови урбанистички планови. Градоначалникот на Дојран вели дека е нужно да се улесни целиот процес за да може да се планира развојот на општината. Урбанистичките планови не се проблем само за општина Дојран, туку за цела држава. Значи, доколку одите по општините, сите истото ќе ви го кажат дека се закочени урбанистичките планови, затоа што самата постапка е доста комплицирана, зависи од многу институции, зависи од тоа секоја општина си има различни проблеми, односно се соочува со различни проблеми при донесувањето на тие постапки. Ние веќе можам да кажам дека сме во завршна фаза. Доработуваме одредени ситни работи кои што треба да ги изработиме од наша страна и од страна на одредени министерства, каде што е закочена постапката, а со тоа се надевам дека кон крајот на септември, почеток на октомври, дека официјално ќе го имаме донесен урбанистичкиот план. Дојран веќе има планирано парцели за продажба, но целата постапка зависи и од министерствата, но и од брзината со која што се носи урбанистичкиот план. Ние веќе имаме поднесено до Министерството за транспорт и врски постапка за отпочнување на продажба на одредени плацеви и во индустријската зона, а и одредени плацеви за изградба на викендици. Но како што напоменав, Кочница не представува урбанистичкиот план, а со самото донесување на урбанистичкиот план се отвараат голем број на парцели за продажба и на викендици и на куќи за домување, а со тоа и на хотелски комплекси. Урбанистичките планови се неопходни за работата и развојот на општините. Без нив е невозможно планирање на просторот, но и завршување на процесот на легализација на дивоградбите.